Дали Македонија е крива за спорот кој го има со Грција, со нашето име или непризнавањето на МПЦ од СПЦ? Што мислите вие? Тоа е, мислам, најглупо прашање. Зашо Македонија, во кој смисол е крива? Дека се бориме, дека за нашите права се бориме? Па ние сме македонци, значи треба да се останеме македонци. Ние сега криви, на кој му сме криви ние сега? И остај што не собраа во Тоцка територија мала и поуше криви сме ние, Значи нема смисла ова што ни го прави нас, нема смисла, жалосно за македонскиот народ е, жалосно. Така, дали сметате дека албанците треба да добијат поголеми права надвор од рамковниот договор, со кој албанскиот би станало официјален, а Македонија федерација? Што сметате? Абе, чупуле, ако се земиме, ако имаше, мислам, реални, како се викува, пописи да се направеше, тогаш ќе попаднеше рамковниот. Тие добија, него предобија, не да добија. И па уште ова ни фали сега да учиме и албански да учиме. Да се на функција да пуштаме албански да учиме. Па ова нема смисла, Тие добија, предобија. Некој што мисли, некој работа да прави, на душата нека му е, Јас ви кажувам, не е фер ова што ни прави нас на македонците. Не е фер, доста веќе не отруја, со ова. Не отруја. Ова е масло на сигурен сум 100% на Вршковски, на Заев и на дека група таму нивна некоја, разбираш. Дали Македонија е крива за спорот кој го има Грција со нашето име или непризнавањето на МПЦ со СПЦ? Што мислите вие? Македонија воопшто не е крива за името на Македонија и ние како македонци, Македонската православна црква посебно постои од најстари времиња и ние се трудиме како родители, како дедовци, баби да ја зачуваме Македонија и за нас и за нашите идни поколенија. Така, дали сметате дека албанците треба да добијат поголеми права надвор од рамковниот договор, со кој албанскиот јазик би станал официјален, а Македонија федерација? Секако дека албанците надвор од рамковниот договор не може да ги добијат тие права за двојазичност што им го ветува опозицијата за да дојде на секој начин позиција. Не се сложуваме со тоа и не сакаме да се раздели Македонија, да настане федерализација. Значи, ние, посебно овие парламентарни избори се многу важни за да се свести македонскиот народ, за да се избори, да излези на гласање, да гласа за ВМРО, да гласа за оние кои што се подобри, што им ветуваат работување, проекти, изградба на училишта, на спортски сали, на болници. Значи, никако за двојазичност, кој што им го ветува опозицијата на албанците. Добар ден, едно прашање да ви поставиме. Дали Македонија е крива за спорот кој го има Грција со нашето име или непризнавањето на МПЦ од СПЦ? Што сметате вие? Па да ви кажам и едното и другото. Значи, спрема мене, МПЦ и МПТ, како и да е, ние, нашата православна црква, значи, уште од почетокот на православието и на почетокот на нашиот македонски јазик. А спорот со името, знаеме кој се должи, значи ние сме една држава, носиме едно име и сме еден народ. А тој што сака да не подели, нека си подразмисли неговите дедо, прадедо, што ги имат дајано коските за ова Македонија, дали се исплаќа сетото? Толку имам да кажам. Така, ваше мислење за истото прашање? Па значи вака, Македонската црква, значи јас мислам дека нема потреба да се бара тука некои проблеми дека има. Српската црква си има знаеме од памтивек, значи од секогаш сакале да го присвојат македонското име, македонскиот народ, со тој не ја признаваат Македонската црква, тој е еден дел. А за федерализација, јас мислам дека 99,9% од македонците не се. Затоа што ние сме точно еден народ, една држава, еден јазик. И мислам дека албанското население има доста добиено со рамковниот договор, така да нема потреба да бара нешто ван границите на рамковниот договор. И то мислам дека е многу, додуша. Така да не сум за оние претензии кои ги ствара и за тензите господинот Заев. Значи во нашата држава слободно може струмица двојазичност да се добие, ако сака останатите делови од Македонија да не ги чепка.
Така, уште едно прашање за вас. Дали сметате дека албанците треба да добијат поголеми права надвор, нели се разбира од рамковниот договор, со кој албанскиот би станал официјален, а Македонија федерација? Па не се согласувам, имаме едно мислење, значи кажав и преге. Значи федерализација не иди во никаква смисла на зборот, затоа што ја скажав. Ние сме еден народ, една нација. Не сакаме децата да ни учат. Значи, мојот дедо се бореше за ова Македонија, коските ги даде и сега да дојде некој мене да ми каже дека моето, додуша моите деца се возрастни, ама иди наредно поколение, значи моите внуци не сакам да зборуваат на два јазици, од кои едниот ќе биде во Македонија албанскиот, а македонскиот ќе биде како втор јазик. Јас кажав, Македонија е една нација, еден народ, еден јазик. Ви благодарам многу, македонскиот. Дали Македонија е крива за спорот што го има Грција со нашето име или непризнавањето на МПЦ од СПЦ? Што сметате? Македонија нема никаков проблем со своето име. Ние од секогаш сме се викале македонци и Македонија, значи нив им пречи нашето име. А спорот со српската и со македонската православна црква е повеќе политичко, мислам, прашање отколку верско прашање. Тука некои други игри се замешани, некои аспирации од порано сега се обновуваат повторно. Така, ваше размислување за истото прашање? Мој размислување е едно. Македонија е Македонија и никој не може да ја смени. Грција пола е наша, затоа тие овие проблеми ги прат, а СПЦ што не признава, тоа е нивни проблем, не е наш проблем, тие нека размислуваат, ние нема што размислуваме, ние сме Македонија и една е Македонија. Така, дали сметате дека албанците треба да добијат поголеми права надвор од рамковниот договор, со кој албанскиот јазик би станал официјален, а Македонија федерација? Што мислите вие? Јас мислам дека албанците добија и повеќе од рамковниот договор и дека не треба апсолутно повеќе ништо да добијат, пошто јас имам деца, внуци, не сакам да зборам на албански јазик, јас не живеам во Албанија, живеам во Македонија. И сакам да се зборува службен јазик да биде македонскиот. Албанците нека се учат албански јазик, али македонците, македонскиот и ова Македонија, службен јазик, македонскиот јазик. Албанците добија и многу повеќе отколку што треба. Тоа е мој размислување. Така. Вие, господе, што размислувате за ова прашање? Јас мислам дека ова прашање требаше се затвори со рамковниот договор и повеќе да не се отворува, затоа што ќе се отворат многу други проблеми. Не може една мала група на луѓе да одлучува за судбината на Македонија, една рака на луѓе, една партија која што не е меродавна за сите нас да одлучува, да не федерализира, да не поделва и да одлучува за прашање од унитарен и национален интерес. Значи, не може во Битола, каде што испод 2% се албанци, да учи цело население да биде двојазично, значи во Македонија. Дали Македонија е крива за спорот кој го има со Грција со нашето име или непризнавањето на МПЦ од СПЦ? Што сметате? Не е крива. Па, мислам дека не е крива Македонија за ова работа, не. Така. Уште едно прашање би сакала да ви поставам. Дали сметате дека албанците треба да добијат поголеми права надвор од рамковниот договор, со кој албанскиот јазик би станал официјален, а Македонија федерација? Не знам. Мислиме дека е доволно ова, не знаеме.